За момент само ќе се издвојам од класичните бизнес вести и реакции. Не заради друго, туку заради фактот што меѓу правдата, правото и сигурноста во обезбедувањето на должничко-доверителските односи, важна компонента е и суството. Особено од аспект на временото пресудување на меѓусебните спорови на стопанските субјекти, па и на граѓаните во однос на предпријатијата и фирмите. Тоа се разбира е еден дел од аспектот зошто денеска на линк го имам Андрей Божиновски, човекот кој овде до пред 2 години важеше за добро ситуиран и котиран правник кој беше во рамките на судиската мрежа и мрежата на кривичарите. Андрей Божиновски повеќе од 1 година се наоѓа во Загреб на до докторски студии и сега ќе ви прочитам што ми напишал. Темата и докторската дисертација му е вештачката интелигенција во дистрибуцијата на правдата, координација на правосудните органи за јакнување на интегритетот на судството преку дигитализација. Тие што може да го разберат вообичаениот речник, треба да сватат дека во ова време на ковид, а и воопшто целиот свет оди кон процес на вклучување и умрежување во рамките на дигиталните алатки. И се разбира, имаше во Македонија еден неуспешен обид или полууспешен обид во Кавадарци пред се одеден предмет во времето на ковид да се насрочува и да се пресудува и да се одвива постапката преку интернет. Андреј, добро утро. Добро утро, Чамовски. Како сте? Ја добар, ти како си? Business as usual, што би рекли американците. Добро. Види, ова цела вечер ја разграничувам тезата на твоето истражување, докторската дисертација. Но да ја поедноставам работата. Веќе реков дека во ова време на интернет веројатно ќе се сочиме со фактот на повторно затварање, на долги процеси заради одложување, ковидот уште демне. Дали мислиш дека дигитализацијата во овие културни, цивилизацијски, па и правни ситуации во Македонија е можност за догледно решавање на судските спорови на поефикасен начин? И дигитализацијата пред се, како интероперабилноста помеѓу останатите органи на прогонот, како што се Обвинителството, полицијата, одбраната, исто така, и секако најново новинарите. Ефикасно судство значи пристап до секој граѓанин и правен практичар и теоретичар до системот до судскиот систем, можност за учество на судските предмети и секако дигитализацијата игра најбитна улога тука. Преку дигитализацијата не само што се зголемува пристапот до правдата, Чомовски на процесот, кој ги избегнува да ги плаќа такси, него јас би рекол дека основниот суд на Кавадарци имаше доста успешна приказна, која беше потврдена со извештаите на ОПСЕ во Варшава, како навистина успешна приказна за сето тоа поглавје на remote trials. Моментално, со работка на Сил институтот, кој ми е задоволство да го најавам прв пат кај вас, ќе излези прирачник за спроведување на судење оддалечено, кој е во авторство на неколку судии, кој судија Георги Андонов од председател на Основниот суд Штип, и јас како правен соработник на тој проект. И тој прирачник ќе биде преведен со така на македонски јазик и буквално ќе представува 4 кои водат студентите како да ги спроведуваат тие remote trials, условно кажано, односно судење на Андреј, далечина. Тебе ти е јасно дека нашата правна култура се уште е на релативно ниско ниво. Транспарентноста на институциите, особено па и на судовите, не е на така високо ниво. Какви се шансите овој процес да го започнеме и какви се хрватските искуства на овој план? Чомовски, ние сме се пак млада држава и допрва ни изучуваме тие работи во однос на владење на правото, независност на судовите. Јас би рекол дека за сега во ред одлично ни оди. Конкретно Министерството за правда иницијатива
дигитализација на судовите, јас навистина поддржувам таа иницијатива, бидејќи успева да ги поврзи сите судови во една мрежа. Ако се добро сеќавам, пред неколку дена, Судско буџетски совет најави дека потребна е реформа на АКМИ системот. Дека со вас тоа го разговаравме и повторно го потврди фактот дека тоа е многу добра работа, бидејќи АКМИ системот е систем кој конкретно треба подобрување и унаградување. Тој систем Само за нашите гледачи, Хрватите, дозволете само да се навратам на тие искуства. АКМИ системот кај нас дава пристап, внатрешен пристап само на судот, односно судијата и судски службени имат пристап до податоците и списите од предметот. Што се несува за млади истражувачи или стражувачи или новинари кои сакат пристап до тој предмет не може, бидејќи АКМИ системот е стриктно затворен. Како модел, АКМИ системот имаше предвидуваш поврзување и интероперабилност со обвинителството, полицијата и адвокатската комора, меѓутоа тоа не се случи кај нас. Сега, тоа што се бара промена е добра ствар и мислам дека треба да се следат хрватските искуства од проста причина што кај хрватите, соочувајќи се со истите проблеми како ние што се соочуваме, направија два паралелни системи. Првиот е е-предмет, а другиот е е-спис. Тие платформи чомовски овозможуваат поврзување на судовите интероперабилност со сите чинители на казнено-правниот процес и на граѓанските правни процеси нормално. Меѓутоа најбитен казнено-правниот процес е настојаното обвинителство и полицијата. Тука хрватите доведоа можност да секој, чак и обичен граѓани и бездомните, може да пребарува во на страна која се наоѓа на Министерството за правда, да го пребарува списот, да го неси името на предметот или бројот на предметот, да ги види во глобала изложени сите факти и кратки содржини на предметот кој се носи. Тоа е многу корисно за новинарите како алатка за борба против дезинформацијата и за транспарентноста. Тоа е добро за јавноста, знае што прават судовите, секако тоа е најдобро за самите судови. Но дали е тоа најдобро за ефикасно пресудување? Тоа е најважната компонента. До толку повеќе што противниците на така наречената дигитализација на судските процеси и така натаму веќе искажуваат дека треба да се редефинираат важните правила на кривичната постапка, тоа е контрадикторност, непосредно изведување на доказите, соочување и така натаму. Дали тоа би можело да се изведе во една интернет форма? Во Македонија конкретно има една добра анализа спроведена за заклучно право и криминологија во авторство на професорка Бужаров, на професорка Лажетич и професор Лазар Нанев. Навистина добра анализа во рамките на опсе истражување спроведено која ги опишува можностите како Македонија може да се постави према овие судења. Доколку јас се прашувам, мислам, општо како што оди целиот тренд на дигитализација, тоа е многу позитивна работа. Тие судења треба да се воведат, бидејќи видете чомовски ефикасноста на правдата не зависи само од една компонента на судење од далечина или ефикасноста на правдата зависи од спречување од зачувување на независноста и секако од зачувување на етичките интегритетски правила на самиот суд. И тоа што се насува до судењето од далечина, дали те имат импликации на казнената правда, само имајте во предвид дека сите пресуди на Европскиот суд за човекови права и сите кои ги цитират тие пресуди, дека судењето треба да види како што беше во романов против Русија, кој што кажува дека мора обвинетиот да биде физички пред време на пандемија. Значи, кога се носени тие пресуди од страна на судот, не е имало пандемија за да може да се... Низа експерти, меѓу кои Ричард Саскин, укажуваат на фактот дека судењата од надалечина не имат никакви импликации во однос на британците тој сегмент го усвоја и британците тој сегмент го унапредија, можам да речам дека навистина значај. Андрей Божиновски... Само да довршам, дозволете ми. Тоа што тој концепт во Британија роди со голем плод. Односно, забрзана ефикасност на судството во услови на пандемија. Можеме и кај нас, бидејќи условите се
Тука имаме Министерство за правда кое е кооперативно и експерти кои се заинтересувани кои се Андреј, што треба е судовите да следат. Андреј Божиновски, докторант во Загреб. Разговараме на тема на осовременување на постапките и брзината на решавање во рамките на овие пост-ковид амбиент. Сакам да се сведеме малце на одредена паралела во однос на правораздавањето во Хрватска, членка на Европската Унија и Македонија. Дали и на каков начин има разлики или има идентичности меѓу судството, поврзаноста на судството, политичките елити, се разбира и бизнес елитите. До толку повеќе што и Хрватска имаше еден прилично несреќен случај на голема афера со Агрокор, кој ја покажа поврзаноста на нивниот прв човек со политичките елити и така натаму. Дали хрватите можат да бидат предмет на изучување за македонските искуства? Тоа е навистина добро прашање. Чомовски, што се насува до корупцијата, видите, немате држава која не е отпорна на зависна во формата која се наоѓа. Хрватското судство за жал беше фатено тие турбулентни транзиторни времења. Andrej, te molim poblisko do mikrofonот. Така, сега е тоа. Да. Нема држава која е отпорна на корупција. Сите држави се отпорни на корупција. За жал, хрватските искуства од времето на транзицијата до денес се уште се борават со корупција. Потом, меѓутоа, имат многу успешни примери на совладување на случаи. Тука секако има и аномалии во однос на преступувањето, исто така има и суди кои имаат интегритет и имаат интегритет, но меѓутоа имаш од друга страна суди кои се подложни на прекршување на принципите на етика. Хрватите свесно работат, представниците на правосудната власт во Хрватска свесно работат на подобрување на статусот на судите, подобрување на статусот на судството. Што се однесува до разликите и сличностите со македонското судство, ево пример ќе го земам последниот избор на председател на Врховен суд во Хрватска, Чомовски. Конкретно, тука имат полупредседателски модел на избирање на председател на Врховен суд на Хрватска, каде што претходно одат сите кандидати на ригорозен процес на селекција на Хрватскиот судски совет, каде што пред јавност се должни да образложат својата кандидатура. Пак судат во име на граѓаните пред јавноста морат да образложат својата кандидатура. Сега, од судски совет, нивните селектираните се одат кај председателот на државата, кој на парламентот му предлага еден кандидат кон него. Парламентот на Хрватска го гласа тој кандидат, тој и станува председател на Врховен. За разлика кај нас, овој модел е воведен кај хрватите за време на нивната време на Фрањо Туџман, кога беше хрватска модел, кога сите власти беа во раката во на председателот на државата, со назнака дека политиката не е така лоша работа, не е негативна работа како што се представува, него навистина позитивна работа, бидејќи од една страна ги испитува судите кои се власт да бидат поактивни, проактивни, да ги тестират нови комуникацијски вештини. И тоа кај нас во овој чек јас сметам по мене дека ние имаме направено многу позитивни чека. Имаме тргнато политиката во рамки на третата власт во избирање на суди целосно. И тоа сепак знаете како на крајот доаѓа до човековиот фактор. Andrej, дали во Хрватска, се извинувам, дали во Хрватска има разрешено суди? Има разрешено обвинители заради непостапување или нестручност и така натаму? Знаете сега, во Хрватска секако сум убеден како новинар ги следите реакциите на Здравко Мамич, што се слуги во Осијек, што популарно во јавноста ги нарекуваат мамичеви веселјаци, каде што земале мито во однос на одлучување на одредени постапки за Здравко Мамич и Динамо. Така што за 6 месеци, за 6 месеци покрена истрага против тие, беа наводно осомничени за криминал и
веќе од предистражна постапка сега е веќе во истражна постапка каде што од статус на осомничен веќе имаат статус на обвинет. Така што УСКОК реагира, сите институции реагираат бидејќи се плашат и Европската унија сега голема улога во мониторинг на сите процеси, бидејќи се плашат да влези во таа така наречена криза на корупција, да подвлијателна корупција. Андреј, Тоа е сега најнов случај. Да. Меѓутоа има секако случаи на јавни обвинители кои злоупотребили од својата положба, има случаи на суди, секако јавноста ја охрабрувам да го прочита до судите лички, каде што не ви откривам детали. добро, Андреј, јас морам да завршам бидејќи ние реално, како да кажам, во овие 15 минути имавме прилично лош тонски прием на твоите кажувања. Во една друга прилика, тоа значи скоро наскоро можеме повторно да се видиме откако ќе ги на овој начин прочистиме овие технички модулации кои не ни овозможија секојаш разговетно да те разбереме, но како и да е, добро е што се појави во македонската јавност, зашто те нема подолго време. Се надевам дека после нас и другите ќе почнат да те бараат, тоа е стандардна шема, а во секој случај разговорот ќе го продолжиме. Наскоро очекувај да се чуеме и преку интернет и преку месенџер, да си пратиме пораки и да бидеме во контакт. И благодарам, тоа беше Андреј Божиновски, докторант по кривично право во Загреб, на тематиката дигитализацијата како современ метод на судско пресудување и судски постапки.